На автопатот Охрид-Кичево на потегот од селото Новосело до Арбиново се поставуваат еластични огради и се исцртува хоризонтална сообраќајна сигнализација на новиот асфалт, со што од ден на ден сме се поблиску до исполнување на најавите на министерот за транспорт и врски Александар Николовски, кој најави дека по делницата од Врбијани до Охрид ќе може да се вози на 4 коловозни ленти до стартот на летната туристичка сезона. На делницата се работи скоро во цела нејзина должина, почнувајќи од Подмолје, потоа кај Дребениште и низ целата територија на општина Дебарца, како и на тунелите и мостовите на територијата на општина Кичево. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид, еден од најзначајните инфраструктурни проекти во Македонија, влегува во завршна фаза. Овој автопат, дел од коридорот 8, треба да ја подобри поврзаноста меѓу западниот дел на земјата и останатите региони, со што значително ќе се олесни сообраќајот и ќе се забрза економскиот развој. Проектот, кој започна во 2014 година, се соочи со бројни предизвици, вклучително геотехнички проблеми, дополнителни градежни работи и финансиски зголемувања. Првично предвидената инвестиција од 374 милиони евра се зголеми на околу 598 милиони евра, а крајниот рок за завршување неколку пати беше пролонгиран. Автопатот е долг 57 километри и истиот ќе овозможи побезбедно и побрзо патување меѓу Кичево и Охрид, намалувајќи го времето на возење за повеќе од половина. Со целосното завршување, кое се очекува до крајот на 2025 година, Македонија ќе добие модерна сообраќајна инфраструктура, која ќе биде дел од клучното значење за туризмот и економскиот развој на регионот. И покрај зголемувањето на трошоците, Министерството за транспорт и врски уверува дека оваа сума нема дополнително да се менува и покрај пролонгирањето на роковите. Покрај автопатот Кичево-Охрид веќе се гради дополнителна делница од Бокојчани до Кичево, со што ќе се обезбеди целосно автопатско поврзување меѓу Охрид, Скопје, Струга и Кичево. За овој проект обезбедени се 123 милиони евра преку кредит од Европската банка за обнова и развој, од кои 20 милиони евра се грант средства. Очекувањата се дека оваа делница ќе биде завршена до крајот на 2028 година.